Во мала соба за танцување во центарот на Силвер Спринг, Мериленд, Кајмана Чи, учител по танцување хула се среќава со други за да танцува. Чи исто така е коосновач на група чија цел е да ги негува и заштити хавајската култура и традиција. Како хаваец, чувствувам дека мојата одговорност кон моите народ и култура е да бидам добар чувар на нашата култура и да едуцирам. Зборот хула може да евоцира слики на сензуален танц што го изведуваат хавајски жени кои носат градници од кокос и сукњи од трева, стереотип кој со децении се шири преку телевизија и филм. Има многу заблуди за тоа што е хула, а што не е. Хула често значи дел од јазикот на Хаваи, од срцето на неговиот народ, начинот на кој ја чуваме културата. Хулата не е само танц. Во 1778 година капетанот Џејмс Кук, британски истражувач, стана првиот европеец што воспоставил контакт со Хаваи. Христијанските мисионери подоцна го следиле неговиот пат до архипелагот. Вики Холт Такамин, извршна директорка на Хавајска фондација, вели дека по пристигнувањето на новојдедените хулата била во сенка, бидејќи ја сметале за неморална. Хула беше забранета во 1820 година, кога мисионерите дојдоа во Хавај. Беше забранета за јавна изведба од 1820 до 1883 година. Така, цела генерација мораше да се крие. Дури со доаѓањето на кралот Давид Калакау во 1874 година било дозволено хулата да се врати во јавната сфера. Тој ја донесе хулата во јавност и во 1883 година рече дека хулата е јазик на срцето на хавајскиот народ. На неговото кронисување ги покани сите танчари да дојдат и да ја прослават хулата преку многу јавен настап за неговото кронисување. Танцувањето хула на Чи му помага да одржува врска со неговите корени. Се чувствувам многу емотивно, затоа што чувствувам врска со мојата купуна или со моите предци. Како и да формира нови врски со други, далеко од местото каде што пораснал. Кога учам хула и гледам дека моите ученици се поврзуваат, се чувствувам емотивно, благодарно, чувствувам благодет. Се чувствувам како да правам некого горд.